Почитувани, продолжуваме понатаму. Веднаш повестите, како и секој утро, така и ова утро, го имаме Дејан Андоновиќ, колегата со кој што ќе разговараме околу светските и регионални случувања. Најнови вести од Израел, она што пристигнува е дека е прекинато примирието. Што значи ова? 7-дневното примирие е прекинато, почнати се нови напади од страна на израелската армија. Тој се навестуваше вчера кога премиерот Нетањаху, како меѓу редови, ако сега се анализира таа негова изјава, како да очекуваше дека Хамас нема да ослободи доволно заложници за да биде продолжено примирието и да биде исполнет условот на израелската армија. Однапред дадена тоа е покрај договорените на списокот заложници, кои вчера требаше да бидат 50-тина, да бидат плюс 10. Така. Ти рече во вестите, те слушнав пред малку дека се 6 ослободени и тоа не е толку страшно колку што Нетањаху утринава рече дека продолжуваат нападите бидејќи Хамас не ги исполнил своето ветеното да ги пушти одреден број на жени и деца што претходно се представниците на Хамас се обврзаа во посредство на Катар и Египет. Од друга страна веќе вчера, односно синоќа се навестуваше продолжување на борбите бидејќи Хамас беше обвинет дека го крши примирието со некакви мали ситни терористички напади што за Израел беа дополнително гнев предизвика за да почнат нападите. Во моментов трајат обидите на Катар и Египет кои се посредници во избори, сепак Хамас да ги пушти тие спорни заложници за Израел да ги стопира нападите, но јас лично, а и многуми нагледам аналитичари сметаат дека примирието, 7-дневното примирие е веќе завршено. Која е причината зошто Хамас не ги пушта останатите според договорот? Зошто го прави? Без вчера го реков тоа не мораме да го прочитаме по медиумите, само ќе логицираме. Ако Хамас кога ќе ги пушти сите заложници, Израел најави дека сака да го деинсталира без разлика на се, да го истреби буквално после оние напади од 7 октомври, така да Хамас ако ги буквално на фигуративно ќе се изврши самоубиство доколку ги пушти сите заложници, така ќе нема со што да преговара. Така да тоа е првата причина, втората причина е Хамас веќе најави дека ќе има проблем со пуштањето на оние заложници кои се војници израелски, што како и да свртиш една држава кога војниците или кога нејзини граѓани се во заложништво, ќе направи све да ги ослободи и да го казни сторителот. Тоа го прави Израел сега и повторно ќе кажам, мене ми се чини дека ова примирие беше хуманитарно со цел да се обноват оние основни намирници за живот, хуманитарно примире, затоа и се вика, храна, вода, санитетски материјали, се тоа што е потребно, лекови, да, болниците да се одобрат, но генерално Израел, барем оваа влада на Нетањаху е подготвена и да не крие дека планира да оди до крај без разлика на бројот на жртви што ќе ги предизвика со цел првин да го казни и да го истреби Хамас и второ да се обиде да ги спаси оние уште 165 месечини израелски заложници или околу 120 израелски и 30 инострански заложници кои Хамас ги киднапираше тој спорен 7 октомври. Ќе видиме како ќе одат работите. Овие денови ги следам состојбите што се случуваат. Израелскиот конфликт многу влијае на светската политика, бидејќи ќе подсетиме изборна година, влегуваат и Соединетите Американски држави и Русија на некој начин, но таа е па тука засегната од Украина. Јас вчера имав еден текст на Слободен печат. Во тој текст јас наведувам и се повикам на некои аналитичари, политичари дека првин Бајден и неговата администрација не им одговара да продолжат овие војни во Израел, бидејќи има големо арапско и муслиманско гласачко тело во Соединетите Американски држави кои може да го загубат доколку отворено застане зад, велам Нетањаху, не велам сега Израел, него Нетањаху, бидејќи има и еврејско лоби, но не сите евреи, не сите арапи се согласуваат, евреите со политиката на Нетањаху и арапите и муслиманите со политиката на Хамас. Хамас е терористичка организација, иако беше политичка, но за жал Хамас
според некои анкети на странските медиуми, меѓу оние палестинци кои утре можеби ќе имаат независна палестинска држава, ќе биде повторно некаков политички чинител. Значи, Хамас има добар рейтинг, јас и вчера зборував во ова студио дека неговиот опонент Фатах на актуелниот премиер Махмуд Абас има многу помал рейтинг, бидејќи палестинците го обвинуваат Махмуд Абас и Фатах дека премногу се сервилни, премногу соработуваат и се корумпирани од израелската држава со цел, нели, да може да бидат манипулирани. Од друга страна, доколку остане Нетањаху, тој не крие дека планира да ги окупира териториите. До сега Газа не беше окупирана, можеби беше во гето од страна на Израел, но не беше окупирана. Сега нападот од 7 октомври му даде аргумент на Нетањаху и неговата влада да има постојано воено присуство во Газа, значи окупација. Тоа е израелска војска која се знае кога една странска, би рекол, војска седи на еден дел каде што населението е од друга некоја националност или државност, тоа се вика окупација, нешто што ќе биде проблематично за наредниот период, па оттаму констатацијата која вчера во текстот ја кажа ви, војната во Украина и оваа војна веројатно ќе завршат кога ќе завршат претседателските избори во Соединетите Американски држави, тоа е ноември следната година, а и руските, односно претседателските избори каде што Путин најверојатно повторно ќе се кандидира, тие се во март следната година, малце песимистички би рекол прогноза, бидејќи тоа е уште една година, но очигледно ние сме сега сведоци на прекројување на геостратегијата во светот и на поставување на новите сили во светот, глобални, кој понатаму и како ќе се движи и ќе диктира темпо на политиката. 7 октомври го спомена големиот напад кој што го направи Хамас врз Израел. Нью Йорк Таймс излегува со објава дека Извините, терористичкиот напад, не е тоа голем напад. Тоа е терористички напад и мораме така да го нарекуваме. Нью Йорк Таймс излегува со објава дека всушност Израел од разузнавачки служби предходно знаеле дека Хамас ќе нападнат, но го игнорирале тоа. Можно е. Значи, Нью Йорк Таймс тоа што го пишува, ние сите се прашувавме, еве и не мора да сме у Нью Йорк Таймс, беше чудно, знаеме дека Израел е у војна од 1948 година. Израелските безбедносни сили пред се на дворешната Мосад, внатрешната Шин Бет и војната разузнавачка служба се најдобрите служби во свет. Тие буквално све знае и сите овие години колку се од 1948 до сега, се справува 6-7 милиони израелци со 100-200 милиони муслимани и арапи околу, во кои има и 6 војни, каде што Израел буквално ги поразуваше на воен план. Многу ми навелате, има помош од Соединетите Американски држави, има помош од Западот. Да, но тоа израелците го направија. Тие ги поразија овие држави, Сирија, Јордан, Ирак, Либан, да не ги набројуваме, Египет, кои се 3 пати поголеми од Израел. Така да разузнавачките служби, сајбер одбраната и пред се онаа железна купола за која многумина до овој напад сметаше дека е не пробојна, сега се покажа дека е пробојна. Дали знаеле или не, тоа можеме само да шпекулираме. Да знаеле зашто би дозволиле. Нема логика, бидејќи можеби ако некој неодговорен политичар игнорирал, сепак разузнавачките служби во нив работат професионалци. Така да мене ми се чини дека малце е ова повеќе новинарска шпекулација, одошто вистина. Може би никогаш нема да дознаеме дали знаеле или не, но која е пресметката? Теориите на заговор дека Нетањаху наверно ова го направил за да се спаси од корупција, според мене се малку несериозни, бидејќи еден човек не прави држава и не прави политика. Ако тој сакал, ќе бил тргнат од неговите соработници генерали. Не, мислам дека нападот на 7 октомври беше како резултат на одредена пасивност на службите кои сметаат дека све имаат под контрола и дека се толку надмокни да што и да се случи може да се справат. Не го очекуваат тој напад, ние го анализиравме многу пати тој напад на Хамас, пред се со параглайдери, пред се со тој начин, а и не беше тајмингот зошто би го направиле тоа сега, а не порано или покасно. Особено што очите на светската јавност беа вперени во Украина и почна да се вперуваат во
Африка, каде што ако забележуваш нема ништо, никакви вести веќе од Африка. Не знаеме сега Судан дали уште има некакви конфликти, дали русите успеа да освојат на пристаниште кој им е главно за тој дел од светот, за да имаат воена база, што бидна со оние војници на Вагнер кои беа таму. Сега шпекулирам, Централно-Африканската република, што се случува во Габон каде што имаше државен удар, значи се дефокусираше све во Израел. Така да. Така да ќе видиме што ќе се случи. Јас мината му мислам дека овие написи на Нью Йорк Таймс се мала шпекулација. Во рамките на оваа утринска анализа би сакала да те прашам што се случува во Северна Кореја. Па не се случува ништо, освен што Ким Џонг Ун е се уште председател, внукот на Ким Јонг Ил, кој нели ја направи таа Северна Кореја. Тие како да се обидуваат да привлечат внимание светско, као тука сме и ние сме лоши, не се лоши само овие други. Што се случи? Они лансира еден шпионски сателит од пред недела дена и направија уште еден, еве сега, повторно ќе кажеме разузнавачки успех или неуспех на Соединетите Американски држави, што повторно се базира како и Израел. Веројатно учмаленоста можеме контролираме, кога нака ќе се опуштиш малце, веднаш доаѓа цехот што треба да го платиш. Имено тие пратија некаков шпионски сателит и тој успеа да направи фотографии на Пентагон и на некои локации кои не би смеело да успеат да ги снимат, бидејќи тоа се војни фортификацијски објекти. И тоа на голема врата во светските медиуми беше објавено како вест, значи успех на шпионски сателит на Северна Кореја. Од друга страна на Јужна Кореја, границата демаркациона Северна Јужна Кореја од 1953, каде што има повеќе од 70.000 војници пред од Соединетите Американски држави, кои со договорот од Обединетите нации во 53-та запора граѓанската војна и се поделија двете Кореи. Значи Јужна Кореја е западна, знаеме од Јужна Кореја се големи фирми кои ги користиме и ние. Од Северна Кореја остана последното упориште на комунизмот во светот, на оној комунизам кој ни ние го немаме видено во оваа држава, иако се сметаше дека е таква. На војна на границата се снимени дека има движење на некои воени сили на Соединетите Американски држави на Јужна Кореја и Ким Џонг Ун утринава рече и ја задолжи армијата да го засили обезбедувањето и да се справи со сите евентуални напади доколку ги дојдат од Јужна Кореја. Се разбира, тоа е во неговиот дух на популизам, јас не верувам и до сега не нападна, нема да нападнат, зошто би да нападнале Северна Кореја, но тој како да сака да привлече некакво внимание, сака да влезе во сојуз со инкриминираната сега Русија поради војната во Украина, но и со кинезите, тој има таа традиционална врска, бидејќи нели во Кина е комунистичка партија, така да Ким Џонг Ун ми делува како човек кој се обидува, до вчера беше изолиран и сам во светот, а сега се прави втор блок кој треба да му се спротистави на неговиот непријател. Неговиот непријател е Западот и Соединетите Американски држави. Ми се чини дека повеќе е таласање, повеќе е некој пиар потег негов одошто нешто сериозно. 17 дена пред изборите во Србија, каква е состојбата на Косово? Па додека трае таа кампања, Србија нели има еден дел во Косово каде што има голема српска заедница која секој избори гласа. Гласа го бира председателот на Србија, бидејќи според уставот на Србија Косово е дел од Србија, али пошто ова вака се случува задниве 30 години, не е под нејзино владење, но по устав тие се дека тоа е Србија. Србите кои живеат на Косово имаат право да гласаат и да го избираат српскиот председател, српските институции и се тоа што предвидуваат еден вид на избори. До сега тие гласа и нема проблем, но сега владата на Курти по сите овие настани што се случуваше, оди на еден чекор понатаму, повторно една провокација за меѓународната заедница и тој вчера на министрите на земите, членки на земите Квинта, каде што се САД, Британија, Италија, Германија, Франција и да не утнамуше некоја држава, ги информираше дека нема да дозволи гласање за председателски избори, за изборите во Србија, доколку Белград официјално тоа не го побара од неговата влада во Приштина. Сега тука се станува проблем, бидејќи Белград ни до сега не барал официјално барање, бидејќи ако
побара официјално, значи дека ја признава косовската држава. И тоа ќе биде своевиден шамар за актуелната власт на Александар Вучич, ако побара практично го признал Косово дека е независна држава. Тоа тие нема да го направат, но сега ќе видиме како меѓународната заедница ќе посредува да го убеди Курти да повлече ова своја провокативно барање, да се бара официјално и да дозволи како што и во минатите 30 години гласаат србите кои живеат на Косово и го бира својот председател, премиер и што веќе бара. Така да ќе видиме дали ќе биде тоа, но доколку Курти продолжи за своите настојувања, а покажа дека е настојчив прилично за многу работи, може да дојде до нови некакви тензии на Косово, што во овој миг на никого не му одговараат во светот, особено на нас во регионот. Благодарам Андоновиќ, што и ова утро беше заедно со нас. Верувам секогаш интересен за слушање со неговите анализи.